Што треба да направам или да направиш со личноста Исус Христос? Прво и основно, верувај. Треба да го прифатиш Исус со вера и да веруваш во се она што го тврди Библијата, односно што рече лично за себе. Ако сакаш да бидеш вистински христијанин, како што треба да веруваш дека тој е оној што го рече за себе дека е. Треба да веруваш дека тој е и Бог и човек, и тоа истовремено. Во една книга од еден христијански автор се нагласува и се зборува за личноста на Исус Христос. Тој во таа книга дава точни, прецизни размислувања на кој начин да ја одбраниш верата и вели вака. Слушајте. Тука во книгава се обидувам да ги спречам глупавите нешта што ги зборуваат за Исус. Подготвен сум да го прифатам Исус како голем учител на моралот и етиката, но не го прифаќам неговото тврдење дека е Бог, велат луѓето. Тоа е нешто што не смееме да го кажеме. Зошто? Човек кој бил само човек и кажувал такви нешта, нема да биде голем учител на моралот и етиката, ако тврдел дека е Бог, бидејќи со тоа што тврдел нешто што не е, тој ја губи и етиката и моралот. Тој во тој случај би бил и испаднал дека е глупав. Зборува за нешто што не е тоа. Мора да направите избор. Или овој човек бил и е Божи син, или е глупав, или нешто полошо од тоа ако има. Или можеш да го плукаш и да го игнорираш, или можеш пак да паднеш на колена пред неговите нозе и да го наречеш Господ мој и Бог мој, како што го нарече Тома. Исус не ни дава друг избор, освен да го прифатиме како Божи син, како Христос, помазаник, Месија, како Бог, или пак целосно да го отфрлиме и да го сметаме за ништо. Тука нема компромис. Тој е или Господ на сите, или тој е ништо. Апостол Јаков вели дека дури и демоните веруваат и треперат пред него. Така што не е доволно само да веруваш дека тој е Бог, туку и да го примиш како спасител и Господ на твојата душа, или мој Господ и мој Бог. Второ, првото е да веруваш тоа, второ, прифати го. Секој од нас мора лично да поверува во него за простување на гревовите и за вечен живот. Тоа е единствената личност која може да ве спаси. Самиот Исус вели во Јован 14 глава 6 стих: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај мојот татко освен преку мене. А во Дела на апостолите 4 глава 12 стих се вели вака: Нема спасение во никој друг, зашто нема друго име под небото дадено на луѓето преку кое мора да се спасиме. Да, тоа е само името Исус. Почитувани, не сум загрижен што мнозина ќе се поклонат на некој пагански идол, што е култура на некој општество. Не ме загрижува и тоа што мнозина ќе го прочитат или ќе го слушнат тоа и отпосле ќе одлучат да бидат атеисти. Повеќе грижа имам за оние кои ќе се навикнат толку многу на црковниот живот, мамејќи се дека веруваат и дека се христијани, а всушност не се. Гледате ли колкава е опасноста за луѓето кои се воспитуваат околу христијанството и се запознаени со Божите работи, а сепак се измамени и не се дел од Божиот народ. Затоа Исус вели дека не секој што ми вели Господи, Господи ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја врши волјата на мојот татко кој е на небесата. Во вашиот живот треба да најдете време да го побарате Исус, да ви ги прости гревовите и да ви даде вечен живот. Да му дозволите да го преобрази животот и да започне процес на промена, да бидете се послични на Исус. Но
треба да му дозволите тој да има целосна контрола над вашиот живот и да му дозволите да биде господар на вашиот живот. Оној што ќе има власт над вашиот живот, тоа е Исус. Ако го барате, тој ветува дека ќе ви ги прости гревовите и ќе ви даде вечен живот. Ќе го испрати неговиот дух во вас и никогаш нема да го напуштите. Ќе остане во вас довека. Откако ќе веруваш и ќе го прифатиш Исус, кажи на другите за Него. Добрата вест за Исус е премногу драгоцена за да ја задржуваме за себе. Таа е наменета да проповеда на сите околу нас, па и подалеку. Знаејќи кој е Исус и сваќајќи дека нема спасение во никој друг освен во Него, нам ни е доверена голема одговорност. Имаме задача да им раскажуваме на другите за Исус. Во 2 Коринтјаните 5 поглавје, Павле вели дека ни е доверено словото на помирувањето и ни дал служба за помирување. Тој вели дека ние сме амбасадори на Христос. Потоа Исус вели дека доколку сме навистина Негови ученици, прво ќе го бараме Неговото царство и Неговата волја, а се друго ќе ни се придодаде. А Неговата волја е да го проповедаме Исус низ целиот свет, бидејќи со таа заповед ги овласти и Неговите ученици. Заклучокот е овој. Кој е Исус за тебе и што представува во твојот живот? Добро е да се знае нешто за Исус, но тоа не е доволно. Многу поважно е да се познава Исус, односно тоа е најважно. Можете да знаете многу нешта за Исус, тоа што сте слушале за Него, сте гледале филм за Него, а сепак да го немате вечниот живот и да го немаш Светиот Дух во тебе. Од се, најважно е да го познаваме лично. Кој е за тебе Исус? Ако Тој не е твој Господ и Спасител, денес имаш убава прилика да стане твој Господ, твој Бог и твој Спасител. Нему слава во сите векови. Амин.